Местото и градот на марката Volkswagen е едно на 7997 Кенеди Роуд и Хајве 407. Дали сакате да купите ауто или пак лисате од марката Volkswagen, или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што го дава нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. А пак фирмата Недамтин Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот. Исто така ви овозможува доколку сакате на најлесен начин да добиете и моргидж. Целосен сервис на тимот кој е гордост што е зацврстува врската на своите муштерии. Значи за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, бизнис. Препуштете го на тоа на Недан тимот. Телефонирајте до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. А сега да го проследиме интервјуто што новинарот од Сител телевизија го прави со познатиот наш адвокат, македонски адвокат Тони Менкиновски, кој ја брани партијата Омо Илинден Пирин. Министри на Советот на Европа уште еднаш острого осуди неспроведувањето на пресудата од Страсбур од страна на Бугарија за одбивање на регистрација на Омо Илинден. До кога Бугарија ќе ги игнорира одлуките? Што ќе преземе Сдруженијето на македонците во иднина? Гостин во тема на денот е адвокатот на Македонското здружение во Бугарија Тони Менкиновски. Со него разговара Валентин Николовски. Гостин во тема на денот е адвокатот Тони Менкиновски. Добро вечер, господин Менкиновски. Добро вечер. Причината, поводот, како сакате, на ова ваше гостување е многу јасна, би рекол, одлука на Комитетот на министри на Советот на Европа, пред некој ден донесена, во која изразува длабока загриженост поради тоа што веќе 16 години по првата пресуда за регистрацијата на Сдруженијето Омо Илинден од страна на Бугарија, истата не е извршена, редовно се одбива регистрацијата на ова здружение. Вие сте нивни адвокат. Како го коментирате ова? Видете, ова има многу голема генеза и таа загриженост на Комитетот на министри мора да објасниме на гледачите дека е поради причината што предходно бугарската влада има доставено одговор каде што бара изговори како да не ги регистрира македонците во Пиринскиот дел на Македонија или македонците кои се наоѓаат во Бугарија. Не треба да бидеме дефетисти, треба да научиме како македонците се борат за своите правдини. Значи, таа длабока загриженост, значи, не загриженост кон Бугарија, туку дека се урива целокупниот систем на Совет на Европа со непочитувањето на одлуките од страна на Бугарија. Имено, значи, пред седницата на Комитетот на министри, во која сега моментално се 46 членки, бидејќи Русија го напушти Советот на Европа, каде членуваат сите министри за надворешни работи и нивните заменици. Значи, Бугарија има доставено допис во која и ова не е прв пат, значи, мора да го земиме како предимство и како дознаење на македонците, каде што Бугарија покажува начини како се труди да ги регистрира овие организации, но изговорите се многу. Например, дека извршната власт е поделена од правосудната, предходно дека административно не може да делува или административно има проблем, но овие 16 години, значи, според кои Комитетот на министри бара причина од Бугарија да се имплементираат овие одлуки, не се само дел на извештаите на Комитетот на министри, туку се и дел на комесарот за човекови права Томас Хаманберг, Дуња Мијатовиќ, и таму конкретно е кажано каде е клучот за да се имплементираат овие одлуки. Клучот во целата работа и е наведено во извештаите на
овие релевантни меѓународни тела е во промена на Уставот на Република Бугарија. Значи не на промена на Уставот на Република Македонија, а промена на Уставот на Република Бугарија, за да се имплементираат овие одлуки на начин судот во Страсбург. Но најчесто се работи и за парична казна. Бугарија плаќа паричната казна. Ние имаме многу пресуди од Европскиот суд за човекови права кои што владата, односно државата ги извршува. Како е можно 6 пресуди да не се почитуваат од земја членка, патем поврзани со конвенцијата? Бугарија е потписник на конвенцијата? Да, Бугарија е потписник на Европска конвенција за човекови права и таа е столбот на Совет на Европа. Ако некој не ја почитува таа конвенција, значи е исклучен од оваа организација. Како еден период, во периодот на војната хунта во Грција, Метаксас 4 години беше исклучена Грција од Совет на Европа, бидејќи не може да ја почитува Европската конвенција за заштита на основните човекови права. Значи, повторно би се навратил. Бугарија мора да ги изврши овие пресуди, не за тоа што ја сакам или вие сакате. Значи, ако не го изврши ова, тоа значи сечење на гранката на која седи Совет на Европа. Значи, сите бидејќи кредибилитетот му е нарушен, патем не само кредибилитетот, постоењето на оваа организација, со излегувањето на Русија. Знаете дека оваа организација се финансира од глава на жител, така да сега мисле чини дека е 150 милиони евра помалце оваа организација има годишно, така да колку што чита во последно време Германија ги превзела обврските на Русија, но како и да е, сега не е темата. Темата е дека оваа организација мора, значи согласно правилата на кои ја е организирана и составена, мора да ги имплементира. Добре, еве овде е нагласено, например, од страна на министрите, главна причина за одбивањето од страна на Бугарија е целта во програмата на Сдруженијето. Односно, во неја е наведено признавање на македонското малцинство, дека нивна цел во нивното дејствување по регистрацијата ќе биде признавање на македонското малцинство. Неоправдани велат дека се одбивањето од бугарската влада на судовите од 99 до 2015 година да се регистрираат за овие здруженија под изговорот дека се грижат за признавање на малцинството. Видите, прашањето за македонското малцинство е абсолвирано. Прво, Бугарија во својот официјален попис има има луѓе кои ден денеска, иако не е точна бројката, се попишуваат како македонци. Оно што е многу битно во самите пресуди, во содржината на сите тие пресуди е многу јасно кажано дека оспорувањето на правото на здружување, значи кој го имаат македонците таму, значи не сме да биде поради тоа што тие себе се чувствуваат како македонци. Значи секој има право да се чувствува онака како што тој сака. Значи тоа е покрај колективно и индивидуално право. Значи во самите пресуди е запишано дека македонско малцинство, македонци и така натака. Бугарија наоѓа најразлични изговори, незината доктрина е заменена теза цело време и добивање во време за да не се исполнат овие одлуки, но за жал морам да потенцирам, за жал нема да им успее. Еве, значи после укинувањето на културната автономија во Република Бугарија, македонците се уште се постојани. И тоа не е една мала бројка, тоа е една голема бројка на македонци. Значи, во Македонија се изнаслушав по медиумите, бидејќи сметам дека кога падна Берлинскиот зид, значи се изгради Балканскиот зид и ние немаме доволно информација од другата страна на границата што се случува. За регистрација на политичка партија, на првата политичка партија Омо Илинден Пирин беа потребни 500 луѓе и тие на првите избори добија многу градоначалници и многу советнички места. И тоа е оно што ги излаши властите во Бугарија и тогаш тие забранија таа партија и го кренаа цензусот на 5000. Значи, македонците не само што собраа 5000 заверени подписи, собраа 8000. Истите 8000 луѓе беа повикувани во полициски станици, значи беше проверуван, значи графолошки нивниот подпис дали се тие, значи тој ден денес трае, сведоци сме низ извештајот. Тоа е срамота за една европска земја. Прашал за оваа одлука уште еднаш за комитетот на министри што вели дека сегашните пресуди не предизвикуваат обврска од страна на Бугарија, група на лица како малцинство. Значи, но јасно бараат од националните власти да не одбиваат регистрација во врска со целите на Сдруженијето. Основно
Европскиот суд постојано, пошто и го отфрла тоа што го вели Бугарија. Колку е ова остварлива одлука? Дали може да се тргне таа цел од статутот или од програмата на Сдруженијето, па да нема повеќе Бугарија причини да го одбива? Видете, ако беше тоа така, македонците ќе се регистрира предходно уште во 2000 година под друго име, како што е партијата Движење за прави и слободи на Ахмед Доган, ми се чини. Тие се либерално движење и не знам, но ги остваруваат правата на турците во Република Бугарија. Македонците во својот статут имаат јасно како организација нормирано дека таа е организација на македонците во која може да членуваат сите, бидејќи ние македонците сме космополити, не сме луѓе кои асимилираме или сакаме некако да асимилираме, но ќе се грижат за правата на македонците, македонското малцинство, македонскиот јазик, македонската култура. Значи, нив им е потребна таква организација, дали како партија или културно-уметничко друштво, бидејќи не може една манифестација за да се организира, потребно е да застане некоја организација за таа манифестација. Не можете вие во статутот да тврдите нешто сосема друго, она што сака сега Бугарија да го наметне, ние ќе ги регистрираме, ама нека во статутот бидат бугари. Не бива таа. Значи, македонците толку години се борат таму, така да бугарите ем ќе ги признаат, значи, ем ќе ги запишат како македонски организации, ем ќе им го дозволат и правото на избор, значи на редовни парламентарни избори, она што најмногу ги плаши бугарите, така да имаат право да учествуваат во јавната власт и да имаат право, значи, во невладениот сектор, зашто таму имате организации како културно-уметнички друштва кои се, например, дел се репресирани, оние што биле репресирани за време на комунистичкиот режим, дел се, например, кои се за антички македонци и така натака, значи различни видови на културно-уметнички друштва од страна на македонци. Да ви имате контакт со нив, ако добро не разбирам, да вие велите дека статутот нема да го менуваат нито целта. Има ли знаете некој друг пример на други здруженија кои што не се регистрирани од истите причини? Значи само македонските во Бугарија? Не, нема. Значи нема така. Јас таков пример не познавам. Значи најмногу што им пречи на организирањето, значи од страна на македонците се во организирањето во Република Бугарија. Сега интересна е оваа забелешка од Комитетот на министри во која вели дека властите на Бугарија изготвиле главни насоки за службениците кои работат на регистрација и на прирачник на здруженијата. Нели, дадено е до агенцијата упатства за корекција на досијата за регистрација. Дури се спомнува и писмото од министерот за правда на Бугарија од октомври 2021 година кој содржи порака на високо ниво за извршување на овие случаи, притоа забележувајќи дека останува да се видат позитивни резултати во наредниот период. За какви упатства се работи, за олеснување или повторно отежнување на регистрација? Одговорот го дадовте предходното, една тавтологија која користат бугарите цело време, ја префрлуваат топката на пониските структури, еднаш тврдат дека администрацијата не може да работи спротивно на законот, друг пат тврдат дека извршнат. Имаше едно тврдење кое беше смешно и смеа на страна на Комитетот на министри, кој впрочем, значи да ве окружам, на секој 6 месеци се состанува и зборува на македонците се точка на дневен ред. Овие пресуди се до моментот на целосно исполнување. Имаше еден изговор дека извршната власт не може да влие на судската власт и така натака. Но таа дилема многу добро им ја реши Томас Хаманберг, значи комесарот за човекови права, и Дуња Мијатовиќ и многу други извештаи како на ЕКРИ и така натака од Совет на Европа, од истата куќа, од каде што е судот, Европскиот суд за човекови права, им кажа: сменете си го уставот, решете ја дилемата и дозволете им на македонците да се организираат и да ги имаат своите права, правото на здружување, правото да зборуваат на македонски, да пеат на македонски, да се радуваат на македонски, како и ние во татковината што имаме. Се чини таа битка е најтешка да се смени уставот. Колку сте оптимист дека такво нешто може да се направи? Министрите велат до 30 септември 2022 година да обезбеди Бугарија информации за сите прашања поединечни за конкретен напредок. Јас, не само јас, значи многу луѓе се оптимисти дека Бугарија е губитник во овој предмет. Значи, но она што е неприфатливо е нашата дипломатија треба да го искористи ова прашање и добро да го постави, бидејќи ние сме
и како во Републиката засегнати кон ова прашање, зашто за прв пат во европските институции е влезено покрај овие пирински македонци, значи е влезено делот, значи македонци, македонски права, македонско прашање. Ако некој мисли дека македонското прашање е затворено, многу да се лаже. Многу влади се сменија во Бугарија последните години и пол, и последната е на истиот став. Зошто мислите дека таа би попуштила? Значи, јас сметам дека бугарската држава ќе попушти на сите овие барања. Ќе бидат исклучени од Советна Европа, бидејќи може да се случи, значи да постои согласно закон, согласно Европската конвенција, може некоја држава од нордиските земји да ја тужи Бугарија за неисполнување на Европската конвенција за човекови права и да бара исфрлање на Бугарија од Советна Европа. Значи, може, тоа е индивидуално. Кога, например, ќе имаат одреден спор, може они да тргуваат со Бугарија во таа смисла да го искористат тоа право. Има такви назнаки? Па, имате такви пракси. Значи, во многу... Дали има назнаки, пракси што имало до сега, дали знаете дека може да се повлече некој таков чекор, земја која што 20 години не ги почитува одлуките на судот и на Советот на Европа? Како не? Значи, имате такви конфликти против Азербејџан, да имате против Романија, значи започнати се тие меѓусебни препирања. Дури, она што е најбитно, ако продолжи Бугарија со вакво однесување, Комитетот на министри може да донесе едногласна одлука за исклучување на Бугарија од Советна Европа. Добро, Русија сама излезе. Доколку Бугарија биде исклучена, што ќе се случи? Видете, тоа е сепак една институција која е многу влијателна и моќна. Значи, таа е пандан. Знаеме дека Европска унија ги има прекопирано и символи и сите обележи од оваа институција. Значи, сепак ова е една регионална институција која многу значи за све во овој регион, значи во европскиот регион. Како представник на Ому Илинден, што се следните чекори? Јас не сум представник на Ому Илинден, но застапник во судските процеси и добар познаваш ситуацијата. Така, значи што ќе се случи? Одиме до крај, значи нема назад. Македонците таму не сакаат да ги остварат своите права, сакаат својот идентитет, значи низ призма нови цивилизацијски вредности да си го остварат. Може да се искористи актуелниот политички момент на преговори за тоа? Видете, единствена разумна работа која е слушна беше само делот на реципроцитет. Јас како познавач на меѓународното право, значи тоа беше единствената разумна работа која е слушна. Бидејќи и морам да нагласам, во овие пресуди никогаш Македонија не се вклучила како заинтересирана страна. Бугарија имаше еден предмет, тоа е предметот Ратко, и влезе како заинтересирана страна во судот во Страсбург. За срам и за жал, ние овие пресуди, кога ќе дојде нивно извршување, нашите дипломати или бегаат по ходниците, или не присуствуваат на кога е точката за прашање. Мислам, тоа треба да го смениме, треба некој да го каже јавно. Ево, јас го кажувам јавно. Кога Комитетот на министри заседава, македонскиот представник, бидејќи може да активно да учествува и да делува, ево ходникот или е на кафе пауза, кога се зборува за македонците во соседство. Добро, ќе видиме што ќе се случи во наредниот период. 6 месеци се повторно голем период оставен до Бугарија да го реши тоа, но и преговорите помеѓу двете земји можеби ќе донесат нешто поразлично. Преговорите во двете земји не може да влијаат ништо на ова прашање. Тоа треба да види. Ова е мултилатерално. Вие не можете да се откажете од правата на тие глупости кои се изнаслушавме како граѓани. Дали јас можам да се откажам од вашите права? Да се надеваме дека Советот на Европа конечно ќе биде тоа што е Организација за заштита на човековите права. Ви благодарам на гостувањето во Дневникот на Сиса. Ви благодарам.